мотивацијата за нас ќе остане по линковското вклучување, меѓутоа Игор Јакимовски, тренер, атлетичар со кој ќе разговарам, денеска тој веќе го заврши својот утрески тренинг. Игор, добро утро. Добро утро. Игор, како е да се тренира летно време? Знаеме дека се поголем број на рекреативци кога ќе видат убаво време ќе сакаат да излезат и да трчаат, да бидат поактивни, колку е тоа предизвик на високи температури, меѓутоа и на кој начин, еве и оние по-професионално кои што се во трчањето, би рекол, се подготвуваат во летниот период, колку е тоа предизвик во однос на знаеме какви се температурите кај нас. Да, добро ви го слушнав прашањето, два пати реков предизвик, рековте предизвик, токму и тоа е моментот кој што треба да го потенцираме, навистина представува еден предизвик да се тренира во овие временски услови, значи преку летото. Сами знаеме какво е летото кај нас, посебно ако останеме во Скопје. Да ви кажам искрено, во делот на оние кои што трчаат рекреативно и кои што преку ова гледат една дневна рутина, старт на дневната рутина, има два момента. Оние кои што сакаат да заминат на одмор и да го искористат одморот соодветно со физичка активност, и оние кои што ќе останат баш тука во Скопје. И навистина има голема разлика, бидејќи да речеме ако си во Охрид и малку на повисоко, можеш и околу 8-9 часа да го направиш тој тренинг, така да бидеш физички активен и колку толку да стартува денот како што треба. Меѓутоа ако останеш овде, еве како во овој случај, да речеме конкретно и јас пример се уште се сметам и за аматерски надпреварувач атлетичар, навистина треба многу да се жртвува она станување рано, да се стане за да се фате некоја температура која што е прилагодлива за трчање. Денеска навистина е така, бидејќи вчера малку залади и сабале трчавме некаде под 20 степени, така да некаде ако излезеш до пред 8 часот е навистина окей, инаку после тоа представува баш тоа на што го зборевме предизвик и кај нас, значи тие што трчаме, тоа е едноставно жртва, стани порано за да истрчаш како што треба. Ако не сакаш тоа да го жртваш, ќе треба да се мачиш. Колку се значајни исхраната, хидрирањето еве во овој летен период? Па добро, на прво место нормално е хидратацијата, самото консумирање на течности, на вода, електролити, изотоници во текот на неделата, значи на целиот тој процес кој што бара од нас цело време, значи постојано да мислиме на тоа. Не е само излези, земи вода пола сат пред да трчаш, тоа ќе покаже од претходно доколку не си го почитувал тоа сам за себе. Значи тоа е на прво место хидратацијата и мислам дека нема да кажам ништо ново, тоа сите го знаат и веќе во овие модерни времења каде што се повеќе има луѓе кои што занимаваат со трчање, тоа многу добро го знаат и со самиот старт на месец јуни. Тоа е кај секого дневна рутина, односно неделна рутина, така да хидратацијата е на прво место. А и исхраната која што ја спомнавте, тука сега јас можам да кажам дел од мојата рутина за исхрана, меѓутоа секој си има своја рутина, знае како да го подеси денот. Јас на пример обично на сабаља волку рано ништо не консумирам од сабаља, после тоа се трудам да биде што помалку и препорачувам пред се тоа да биде лесна храна или пак овоше, зеленчук, кое што е нормално прилагодливо за да се преживее буквално летово, а да се биде физички активен. На кој начин еден рекреативец доколку сега сака да започне да трча, кој би бил почетокот, колку е значајно загревањето, кои се оние почетни совети Да, добро, не верувам дека некој баш во летото ќе излезе и ќе рече јас сега стартувам. Тоа се луѓе кои што во текот на годината се прилагодиле на сите временски услови, на сите годишни времиња, така да кога ќе дојде летото, баш буквално се прилагодува од еден премин во друг, значи опремата е доста битна за трчање преку лето, бидејќи мора да биде прилагодлива за да не се доживее и некој шок, трчање со капче, со полесна опрема, со патики кои што се многу важни затоа што сепак трчаме повеќето на тврда подлога и се, значи многу има тука елементи во тој мозаик кои што треба едниот рекреативец да се прилагоди за да многу лесно влезе прилагодливо. На пример, би кажал еден бейзик пример, не мораш да почнеш веднаш да трчаш на тврда подлога на асфалт, можеш да почнеш, има тука и делови на кеот каде што има и мека подлога земја, така да лека полека тоа се прилагодува, мора да го чуваме и телото, да ги штитиме и нозете, така да тоа е еден процес кој што сите го знаат и не верувам дека нешто ново ќе кажам за некој, меѓутоа добро е секогаш добре и вашата тема совет да се даде, можеби некој малце подзаборавил, некој малце почнал повеќе да спие преку летото, па да го разбудиме ние. Да. Така, Игор, вие работите и со професионалци, вие сте тренер на нашиот најпознат атлетичар во моментот Дарио Ивановски. Што се подготвува моментот, што можеме да очекуваме од Дарио во наредниот период?
Да, мислам дека и македонската јавност знае, веќе преминуваме на некоја подруга тема, тоа е професионално ниво. Тука најпрво би кажал за Дарио дека сепак професионалците бараат, тука нема никакви импровизации околу подготовките, тој се подготвува на високи надморски височини, тој заминува во странство, во тренинг кампови, се враќа, денеска исто сабајле рано утринава замина во Хрватска и така лека полека одминува оној подготвителен период каде што ние се подготвуваме за настап на Европско сениорско атлетско првенство за оваа година, тоа се одржава на секои 2 години, за оваа година тоа е во Бирмингам, Обединето кралство или пак Англија, како сакате. Дарио е единствен квалификуван наш представник за ова првенство, значи од 60 квалификувани маратонци, тој го зазеде 42-то место со двата маратони во Севилја и во Белград, кои што му беа фантастични, така да тој има ранкинг за пласман на ова европско првенство. Заминуваме на 9 према 10 август во Бирмингам, така да јас ќе бидам од дел од таа експедиција што ќе оди за него, се со една цел да бидеме тимот што појак и да му помогнеме на Дарио, а веднаш после тоа неговиот настап е на 16 август, рано сабајле ќе објавиме се, тоа ќе биде достапно за сите и веднаш на 17 се враќаме каде што ни преостануваат само 10 дена подготовки и заминуваме на медитерански игри во Таранто, Италија, каде што Дарио на 30 август настапува на 10.000 метри на атлетска патека на стадион. Игор, ви благодарам на овој разговор, на советите и ви посакувам среќа понатаму. И на вас ви посакувам се најдобро. Со Игор Јакимовски, атлетичар, маратонец, тренер, зборувавме за тоа колку е предизвик да се остане фит во летно време, односно за тоа како безбедно да се трча на високи температури.